Поштовани гледачи, добар ден. Добре, дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди, прво издание за оваа година, после паузата која имавме за новогодишните и божикните празници, се враќаме во редовна обиколка на земјоделските ниви, на земјоделските проблеми, да ги актуализираме се она што е актуелно. Она што е најактуелно во овој период е привршувањето на откупот на тутунот. Треба да се дособерат уште 1,2 килограми на тутун, оној тутун особено што покасно се береше затоа што имавме оваа година специфична година кога малку до подоцна имаше врнежи, тие врнежи придонесоа нивите со тутун повторно да потераат растенијата и оној врв кој што е од листовите, кој што е најбаран и најценет и најчесто оди во прва класа, на тутунарите не им се оставаше по нивите да пропадне, го береа, свесни дека ќе му треба малку повеќе време за сушење. Токму за него сега треба да се доврши откупот, да останат дел од вратите на откупните компании отворени, како што и законски до крајот на февруари, за да се дооткупи целиот тутун и да се постигне добра цена. Она што е карактеристично годинава е што целиот тутун и годинава како неколку години претходно оди во прва класа и тоа на некој начин е за да се постигне таа посакувана цена да биде контролирана, но од друга страна прави големи проблеми ако сакаме да си го задржиме нивото на производство на квалитет. Брендот на македонски тутун во светски рамки е со децении граден, дојдено е до едно ниво да бидеме познати по тоа дека имаме квалитетен тутун, а со ваквите политики на откуп само во една класа, само дополнително сигуриваме тој бренд и си правиме кај тутунарите да престанат да се грижат каков тутун произведуваат, само да го берат, да го пакуваат по кутии, каков е, тие ќе го предадат во прва класа. Треба да се стимулира начинот повторно на откуп по класи, но не по овие цени како што се сега, но по цени кои што ќе бидат пореални, кои што ќе дадат просек, кој што ќе биде задоволителен и за тутунарите. Токму за сите тие работи и за она што е сега актуелно, бидејќи со самото завршување некаде крајот на февруари со завршувањето на откупот почнува трката за новата сезона, односно монополите и откупувачите со поделбата на семето ги делат веќе договорите, а во договорите за следната сезона ќе ги има новите цени. Затоа уште од сега почнуваат на големо интересите на земјоделците да се бранат за тоа какви ќе бидат новите цени за следната реколта. Мрежата на Националната мрежа на земјоделска мрежа излезе со барање, со писмено барање до Министерството за земјоделство и до надлежните за итни измени во законот, за измени кои што ќе помогнат многу тутунарите да имаат подрегулиран начин на откуп, односно една од клучните работи кои што е бараат е да се воведе 2 пати во годината да се коригира цената, односно сега со договорите да се впише една цена, но да има обврска законска месец дена пред откупот на тутунот да се седне на заедничка маса представниците на тутунарите и откупувачите и врз основа на тоа какви биле трошоците во текот на годината, каков бил животниот стандард, се да се стави на маса и да се дојде до реална откупна цена која ќе ги задоволува вистинските потреби на тутунарите, да се врати интересот за производство на тутун, да немаме намалување на производителите на оваа многу значајна култура која што е една од 4 кои што не се многу значајни во производството. Ќе ги пренесеме сите детали, сите ставови од разговорот за тоа кои се барањата, на кои се точки се фокусирани во овие измени кои што треба да се направат, но поразговаравме и за состојбите со оризот, бидејќи таму во Кочанско имаме катастрофална година, притиска количината на ориз кој што е ожнеан, имаме залихи од стар ориз кој што треба да се откупи, откупните цени се многу ниски, а во денешната емисија ќе позборуваме и за субвенциите. Во периодот околу после нова година секогаш се прави планот за тоа како ќе биде распределбата, односно се носи програмата за поделба на субвенциите и редовно коментираме со земјоделците, ги коментираме тоа како треба да се одвива поделбата на субвенциите. Дел од мислењата дека треба да се донесе закон или законски измени за секоја култура да имаме производни цени и за секоја култура да имаме субвенционирање по два основи, и по површина и по произведена количина. Иако според европските стандарди треба да бидат субвенциите наменети само по површина, додека да влеземе во Европска унија, да го вратиме да го запреме оној пат во земјоделството по сите основи што го имаме, да застанеме на здрави нозе, да имаме количина на производ, да го стимулираме тој производ, за да може да земјава да има да го намали увозот на храна кој достигнува преку 1 милиарда евра. Ова е само дел од најавата за денешната емисија. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Според последните бројки, откупени се 25,3 милиони килограми тутун по просечна цена од 419 денари за килограм, со вкупна вредност од 170 милиони евра.
од кои речиси 96% веќе се исплатени од откупувачите кон тутунарите, кои го имаат предадено својот род. По обиколката на неколку откупни пунктови во Прилепскиот регион, министерот за земјоделство Трипуновски изјави дека за откуп останува уште мала количина на тутун, која согласно предвидената динамика ќе биде откупена во наредниот период. Според законот, секоја откупна компанија ќе има отворен пункт до крајниот рок за откуп, кој трае до крајот на месец февруари. Во рамки на оваа реколта, на сметките на Сојузот на тутунари ќе се слеат околу 700.000 евра, средства што директно произлегуваат од предадениот тутун на производителите. Поради тоа, барањето за вистинска, активна и недвосмислена заштита на секој договорен, произведен и предаден килограм тутун е повеќе од оправдана, смета Игор Мирчевски, поранешен тутунар, познавач и аналитичар на состојбите во тутунопроизводството. Според него, незадоволството кај тутунарите континуирано расте. Тутунарите останаа без институционална поддршка, додека откупните компании без ефикасен надзор и без отпор ја диктираат динамиката на откупот, класите и одбитоците. Тутунарскиот аналитичар Мирчевски смета дека со ова се укажува на реалната состојба во тутунскиот сектор и на потребата од итни, одговорни и транспарентни решенија во интерес на тутунопроизводителите и на одржливоста на оваа важна земјоделска гранка. По месеците на вртоглаво растечки цени, кои го оптоварија семениот буџет, цената на јајцата конечно тргна надоле. Во поголем дел од маркетите низ земјава табла од 30 јајца, која до пред неколку дена чинеше 370 до 400 денари, сега може да се купи за 279 денари, додека пакување од 10 јајца од 135 падна на 99 денари. Намалувањето на цените доаѓа по долгиот период на неизвестност и постојани поскапувања, кога конзумните јајца се претворија во символ на растечки трошоци за живот. Трговците објаснуваат дека стабилизацијата на производството и зголемената понуда на свежи јајца овозможила простор за корекција на цените, а умерената побарувачка дополнително го намалила притисокот. Економските аналитичари оценуваат дека пониските цени на конзумните јајца се добар знак за стабилноста на примарното земјоделско производство, но предупредуваат дека внимателно треба да се следат и цените на другите основни прехранбени производи. Француската полиција употреби солзавец и водени топови врз земјоделците кои протестираат пред зградата на Европскиот парламент во Страсбург поради договорот помеѓу Европската унија и Меркосур, кои го сметаат за директна закана за опстанокот на европските земјоделци. На протестот покрај француските учествува и земјоделци од други европски земји. Протестот на земјоделците пред Европскиот парламент е против договорот за слободна трговија меѓу Европската унија и Јужноамериканскиот трговски блок Меркосур, кој беше потпишан на 17 јануари во главниот град на Парагвај. Со договорот се создава најголемата зона за слободна трговија во светот. На договорот се спротивставија Полска, Франција, Австрија, Ирска и Унгарија, а Белгија се воздржа од гласањето во Советот на Европската унија. Така, тоа беа агровестите што беше актуелно изминатиот период. Одиме со главната тема. Главната тема, како што најавивме, ние состојбата со откупот на тутунот. Кои се моменталните состојби, што е нашто актуелно и што треба да се направи, кои законски измени се бараат, веќе со црно на бело ставени, поднесени до министерството, итно да се донесат овие законски измени за да се средат состојбите во кај тутунот. Тутунот е култура која што не е многу значајна, но и тутунот е култура која што се откупува по строго законски регулативи. Не се оди на слободен пазар и затоа е важно законските измени да се донесат како што треба, да бидат како што треба. Сегашната состојба никако не одговара за тутунарите, бидејќи се доведуваат во состојба да откупувачите ќе ја напишат цената и тутунарите немаат излез. Таа е цената што е договорена и по таа цена се откупува. Мора нешто да се смени за да се среди состојбата во тутунопроизводството. Господин Каракашев, почетокот на годината е период од годината кога најактуелна е темата на тутунот. Вообичаено во овој период било актуелно да се дооткупи, да се доземе целиот тутун. Како е сега од терен, какви се информациите? Законскиот рок е до 28, но годинава некако имаше многу забрзано темпо. На брзина го испопреземаат тутунот. Каков е првиот впечаток од терен, што велат тутунарите? Дали се е земено, дали има уште да се доземе, дали треба да останат вратите на монополите отворени за да не остане тутун неоткупен. Беше година која што доцна имаше дождови, имаше доцна берби, тој требаше да се досуши.
Вака сега, ова година е една од покарактеристичните години во тутунопроизводството во Македонија и дефинира два периода. Првично, летниот тутун што се произведе е со воремно, значи висок квалитет на тутун и тој тутун буквално се откупи целиот во прва. Сега, цената, ние јавно кажувме дека не сме задоволни со таа откупна цена, пошто е многу ниска за соодветно на тај квалитет што го произведовме и што го дадовме кај откупните компании. Вториот период ту следи некои врнежи, касни врнежи, каде тутунот дополнително значи имаше некој прираст и се случи еден, ајде да речеме парадокс, што мораше тај тутун да се суши касно, значи касни берби некаде таму до пред Нова година. А не им се оставаше тоа, врвни берби, убави, Ама дефинитивно да, не се остава да пропадне. Квалитет. И пак сепак си носи квалитет, без разлика, значи дали се тоа касни берби, сепак тоа врвот знаеме дека е тоа најквалитетниот тутун. Меѓутоа се случи и друг еден парадокс, откупните компании, значи наметна едно темпо, брзо стампедо да го откупат квалитетниот тутун на брзина и сега кога остана тој вториот тутун што беше со послаб квалитет, се случи еден парадокс да не го сакат да го откупуваат кај тутунопроизводители или го откупуваат со многу пониска вредност, апсолутно што не одговара на реалната вредност на тутунот. Овде можеме слободно да кажеме дека затај значи и државата, и институциите, затоа што можеше да се изврши притисок врз откупните компании да бидат заштитени тутунарите следствено законот за тутун. Меѓутоа, за жал, тоа изостана. Ја спомнавте цената, еве, чисто да ја прокоментираме. Цената од 420 денари е 20 денари повеќе од ланската 400 денари. Често изјавувате и ги слушаме и тутунарите од терен, иако е 420 дека нереална е спрема тој квалитет што го сработеле, тој квалитет што го има. Со што ја споредувате? Со цени во регионот, со цени на берза, со цени на крупорно лисен тутун, со вредноста на трудот што е вложен, на репроматеријалите, зошто велите дека е ниска? Значи, ќе направиме на паралела. Минатата година имавме збирна цена од 500 денари, вклучително субвенции и просечна откупна цена. За жал, ова година имаме пониска цена, ако ги ставиме, значи збирно, ако ги сумираме субвенциите и откупната цена, така да ние доваѓаме испод таа цена. Сега, за разлика од минатата година, ние ова година имаме зголемени производни трошоци, да не речеме со работна рака, енергија, репроматеријали, животниот стандард е покачен, така да вредноста на откупениот и исплатениот тутун мислам не одговара на реалната ситуација. Значи во секој случај, ако сакаме да имаме значи ликвидно производство, ако сакаме да обезбедиме континуитет, а знаеме дека македонскиот тутун е бренд светски признаен и по квалитет и како тип на тутун, мораме значи сериозно се посветиме во тој дел. Така е, во сите сектори, кога ќе качат некоја цена, секојаш оправдувањето е, абе знаете, работната рака е многу поскапена, мора повисоки плати да даваме. Тука никој не како да не рачуна работната рака, како тутунат сам да се произведува. Кој ќе побарат тутунарите повисока откупна цена, и да е дури истата како лани, тоа значи дека нема никакво зголемување за тутунарите. Тутунот е значи специфична култура која бара трудоинтензивна работа и бара многу вложување на човечки ресурси, човечки труд. И за жал, со овие цени што се сега моментално, значи буквално не е вреднован тој човечки труд. И тука мора значи да се најде слух и од страна на државата и од страна на откупните компании да се коригира тие цени. Зошто? Затоа што знаеме ние дека и текако има заработка на другата страна, односно и кај комбинатите и кај државата. Значи мора малку да ги сменеме тие пропорции, односи, да може малку да притегне на страната на тутунарите. Има простор, со разговори, со преговори може. Сето тоа значи во прилог на идна да речеме соработка меѓу трите социјоекономски партнери, тоа се држава, тутунарите и откупните компании. Значи ние не сме против решение, меѓутоа тоа да биде одржливо решение на заедничко задоволство на сите три социјоекономски партнери. Да, поентата е да остане тутунот во производство, да имаат интереси тие тутунери, ќе имаат и откупните компании суровина. Дефинитивно, значи. Затоа ние сакаме значи сега да дадеме некои насоки, предлози до надлежните да може да се инициират некои промени во законот, за кои сметаме дека во овој значи ни прават проблем и на нас, и на откупните компании, и на државата. Затоа предлагаме значи конкретни измени во законот с кои сметаме дека ќе допринесат за една стабилност, за економска ликвидност во тутунопроизводството. Тие ги имате ставено на хартија, ги имате доставено до Министерството, претпоставувам? Така, значи ние сме веќе во финална фаза и ќе ги доставиме во писмена форма до Министерството како надлежен орган, Министерство
земјоделие кој понатаму треба да ги процесуира значи до другите институции, односно до владата и до парламентот. Ќе има ли време да се направат тие законски измени? За жал ние иницииравме и порано, значи баравме од министерството, баравме да се инициират такви промени, меѓутоа до ден денес немаме. Меѓутоа никош не е касно. За сега за ова година веќе тешко дека нешто ќе се промени. Зашто веќе ќе почнат? Да, од 1 март почнува значи договорите. Ќе почнат да пуштат договори. Така. Сега сметаме дека час поскоро ако се пристапе и ако се донесат тие законски измени, ќе бидат значи на општа корист и на тутунарите, и на компаниите, па и на државата. Еве, да се задржиме на тие неколку точки што ги имате од барањата, од она што го испраќате до министерството. Едно од работите кои што барате е целосна забрана на увозот на ситнолисен тутун во Македонија. Целосна забрана се мисли за цела година? Апсолутно. Значи тоа законско решение беше во сила во претходниот период, се покаже како добро, затоа што откупните компании мора на некој начин значи да гарантираат дека се откупи целокупното количина, целокупното производство. За жал, со измените што се случија таму 2015 или која беше таму, 20 година. 5-6 години, ако не поише. Небитно, значи таму се изврши еден упад, да речеме, во закон за тутун, каде се дозволи значи слободен влез на ориентален ситнолисен тутун, необработен. Со самото тоа значи се наруши тај баланс, се нарушија тие односи меѓу откупувачите и меѓу тутунопроизводителите. Се ставија во подредена состојба тутунарите? Апсолутно. Значи монополите се ставија во една доминантна, во една монополистичка позиција и беа во ситуација и се во ситуација да ги оценуваат тутунарите. Тоа не е добро, затоа што се на тај начин се дестимулираат тутунопроизводителите и полека, но сигурно луѓето си бараат значи излез од оваа ситуација. Добро, оправданието кога се носеше тој закон е дека на монополите им треба за обработка, тоа се нивни компании кои што имаат тутун во Албанија, не знам, во Турција, па тука само се обработува. Сметате ли дека, ако се остави некој период од годината кога ќе нема, кога ќе заврши нашиот откуп или да има некаков услов првен да се откупи нашиот па да се постои ли некаква можност да се дозволи на компаниите или не гледате причина зашто би увезуваат? Значи компаниите се профитно ориентирани организации и секоја можност што постои за манипулација, тие ќе успешно ќе ја искористат, така да апсолутно не треба да се остава простор за манипулација. Едини начин да бидеме заштитени е целосна забрана на увоз на ситнолисен ориентален тутун. Ние у принцип и да увезуваме тутун за некакви потреби, за некакви цигари би увезувале широколисен. Апсолутно. Бидејќи ситнолисен имаме колку сакаме, а нашиот дури влегува едва 5% до 8% нека влегува во цигарата, не имаат потреба, не гледаме зошто потреба да се увезува. Така. Од кои причини не знаеме, меѓутоа ние имаме значи доволно домашно производство да им понудиме и квалитет и квантитет, така да апсолутно нема потреба да речеме да се увезува таков тутун. Годинава откупот го видовме дека се одвиваше во една класа. На некој начин тоа се повторува веќе 2-3 години и лош сигнал се праќа дека нема што да се замараат тутунарите да произведуваат квалитет, каков да е, таков ќе се откупи во прва класа. Си правиме ли лоша услуга, долгорочно правиме ли проблем? Вие често се залагате дека мора по класи да се откупува, колку и да звучи тоа лошо, дека ќе има и втора и трета класа, може да има и четврта класа ако е некој неквалитетен, ама да се стимулираат тутунарите да произведат квалитетен, да се одржи тој бренд, тоа ниво на македонскиот тутун. Зошто по класи и како треба да изгледат цените по класи, ако веќе е по класи? Значи тутунот, да, сведоци сме дека во последните 2 години се откупува сет во прва. За жал, се откупува во прва, не се плаќа во прва, се плаќа во категорија од трета класа. Цената е соодветна на категорија трета класа. Сега, најголемата штета се предизвикува на долгорочен план, зашто? Затоа што македонскиот бренд, значи на тутун, ориентален тутун, на овој начин се уништува. Не може да ги фаворизираме, значи, ние квантитетот врз основа на квалитетот. Значи, ние секој треба да тежнееме да бидеме конкурентни преку квалитетот, што во претходниот период го имаме докажано ние. Така е, ние сме прочуени и ние сме познати во светот по тоа дека имаме стварно квалитетен ориентален тутун што е уникатен, да речеме, што го нема, буквално го нема никаде во светот. Сега, со ваков начин на работа значи директно се врши штета врз македонскиот бренд, македонскиот ориентален тутун. Губат и монополите, мисля, че и они добиваат по-лош квалитет на овој начин.
едино само што им одговара цената. На тој начин ги стимулираат и самите тутунопроизводители да произведат килажа во однос на квалитетот, така да и тие луѓе што се трудат да извадат квалитет се дестимулираат, значи ќе мора да се префрлат да одат на килажа. Тоа е погубна политика на долгорочен план и нема да генерира со некои придобивки, односно ќе биде штетно погубна и за компаниите, и за државата, а најбитно за тутунарите. Ние на почетокот на сезоната кога снимавме неколку тутунари, тие па стравуваа дали годинава ќе биде по класи и дури самите ви велеа да молеа да биде во една класа, бидејќи практично цените не беа прилагодени. Како треба да изгледат цените ако веќе се откупува по класи? Не може по овие цени да биде по класи. Апсолутно. Ќе биде драстично тогаш во загуба тутунар. Значи цените мора значи да го вреднуваат правилно, да го вреднуваат трудот на тутунарите. За да биде цена во овој момент, значи наше согледување, по наше видување треба да имаме 3 класи максимално, значи проценка, со тоа што првата класа да биде 600 денара, втората да биде 500 и третата да биде 400. На тај начин сметаме дека колку толку ќе бидат задоволени тие, да речеме, под барање на тутунарите и ќе се постигне некоја економска рентабилност, економска ликвидност во тутунопроизводството. Па и некоја иднина, да речеме, во тутунопроизводството. И на тој начин тој тутунар што му посветил повеќе внимание ќе земи повеќе пари. Апсолутно. Ќе има повеќе во прва класа, повеќе во втора. Тука мора, значи, сериозно се пристапи у тој дел, затоа што главна стимулација за тутунопроизводството, за напредување и опстување на овие простори ќе биде цената. Ако се продолжи со овие цени, мислам дека не ни престои добра иднина, значи тука ќе биде многу погубно, и плюс ако се продолжи со ова, ние ќе ги изгубиме и пазарите, ќе ги изгубиме интересот кај светските купци на македонски тутун. Добро, сега на светските берзи доста е баран нашиот тутун. Со оглед на фактот дека се помалку има производство во регионот каде што порано имало. Бугарија е намалена со производство, Турција на некој начин го ограничи преку некои мерки таму да се преработува тутунот. Се уште е баран и оние препораки на Светска здравствена организација дека ќе нема се помалку тутун ќе има, гледаме дека и тоа не иде баш како што мислеше Светска здравствена дека ќе оди. Се уште се бара тутунот, дали сега ни е моментот да го искористиме добро, да се позиционираме, добро тутунарите да заработат, да имаат интерес и они да одгледуваат. Само уште мали работи деве со преку законот, бидејќи тутунот е со закон регулиран, не е како други култури на слободен пазар. Дали затоа сметате дека се подитно потребни овие законски измени? Апсолутно. Значи Македонија како држава има и како има корис, да речеме, од тутунопроизводството, плюс тоа една социјекономска гранка каде значи обезбедуваат голем број на население, обезбедува екзистенција. Исто и комбинатите кои имат вложено огромни капитали во човечки, во материјални ресурси, во капацитети, и тие имат интерес од тутунот, така да сите имаме интерес. Сега проблемот е како ние сите да си го најдеме заедничкиот интерес, да го задоволиме заедничкиот интерес. Многу лесно, ако се разговара и ако се преговара врз основ на аргументи и факти, дека може да се најде некое заедничко и прифатливо решение за сите три. Ние преговори не гледаме меѓу откупните. За жал во изминатиот период, значи имавме една позиција од страна на откупните компании инертна, незаинтересена, па да не речеме ајде и монополистичка. И тие едноставно се однесува земи или остави. Значи буквално ние немавме како тутунопроизводители прилика да се договараме за цената на нашиот производ. И самиот закон им ја даваше таа можност и ги штитеше на одреден начин. И затоа ние сметаме дека потребно да се инициират некои промени во законот со цел да и ние добиеме како тутунопроизводители да добиеме некој равноправен однос во однос на откупувачите. Ќе се вратиме за тој дел каде што е важен за гласот на тутунерите, само уште ме интересира едно од барањето е за субвенцијата. Така. Барате линеарно 100 денари да биде субвенцијата. Зошто не по класи, зошто линеарно? Значи вака се. До сега беше поентата дека е така, по класи и така, таму се стимулираат колку повеќе биде во прва класа ќе добие повеќе и субвенција на некој начин. Значи вака сега, субвенциите се една мерка, стимулативна мерка, која државата ја дава со цел да се унапреде, значи, одредена дејност или одредена стопанска гранка. И сега, ние сме свесни дека државата колков прилив има на средства во буџетот од тутунопроизводството, така да сметаме дека и како има простор да се дадат тие 100 денара и тоа бараме да биде линеарно за сите класи. Одеднакво, затоа што квалитетот го вреднуваат откупните компании с размерно откупните цени. И таму ќе биде по класи откупот, а овде да биде... Таму ќе се стимулира квалитетот, односно ќе се дестимулира неквалитетот. А државата како држава има потреба, да речеме, од колку да речеме има килажа,
Така да и нейниот интерес е колку повише производство државата ќе оствари толку поголем приход во Сепак, државниот буџет. 20-30 илјади семејства живеат од тутунот. Не е мала бројка. Апсолутно, а и приливот што се слива во државната каса не е баш за подценување, така да има простор, значи, тука да се даде поголеми субвенции. Во однос на тоа, почнува сега период кога со завршувањето на откупот е практично период кога веднаш почнува периодот кога почнуваат компаниите да делат семе за следна реколта, со семето одма им даваат и договорите, во договорите веќе треба да има и новата цена за тутунот. Излеговте со едно барање да 2 пати во годината, нешто ново, што првпат го слушнавме како идеја, како предлог, што мислиме дека е доста интересно, 2 пати во годината да се калибрира цената. Така. Како, на кој начин се мисли тоа? Сега една да стои во договорот, а пред откупот како да биде? Значи, сегашното законско решение нуди можност, значи, со анекс на договор да се коригираат цените. Зошто ние бараме двојно коригирање на цените? Затоа што никој не може да предвиде, ни најдобрите, значи, економски аналитичари не можат да предвидат, значи, во кој правец ќе се движат тие влезни инпути, трошоци, како се движи работната снага, и ние не можеме да знаеме од сега како се движи инфлацијата, како ќе биде, значи, во месец декември, односно кога почне откупот, како ќе се движи, значи, инфлацијата. Односно, кој ќе биде тие зголемувања? Да, кој ќе биде? Така да ние многу лесно се доведуваме во една ситуација да буквално работиме на раб на екзистенција. А интересниот е, значи, сите да остварим некоја добивка, некој профит. Ако сега, да речеме, се донесат тие законски измени, се прифатат, тоа го има случај во Грција, значи. Грција има 2 пати согласување во годината на тутунопроизводството, мислам на цените. Значи, еднаш прискочува на договор и потоа се прават корекции, значи, следствено, тие растот на тие трошоци во процесот на производство, се прават дополнителни корекции. Секако доколку ги има, доколку ги нема, значи се останува Ако се установи дека е апсолутно. доволна Се цена. со цел, значи, да се задржи таа ликвидност во тутунопроизводството кај тутунарите. Една од измените кои ја предлагате во законските измени е при договарање на цената да се чуе гласот на земјоделците. На кој начин, кои се тие представници што треба да имаат влијание врз цената? Не може сега сите тутунари да се прашат, ама треба да се дојде до легитимно избрани представници на тутунарите кои што ќе представуваат мнозинството и тие да имаат моќта и силата законски да преговараат за откупните цени и нивниот глас да биде важечки, а не како до сега само да бидат информирани. За жал, со сегашното законско решение имаме едно несрекно решение, ќе речеме, затоа што сегашното законско решение бара, значи, во Сојузот да членуваат најмалку 1/3 од вкупно запишаните тутунопроизводители во регистарот на тутунопроизводители. ИСЕТ систем. Сега, ние сведоци сме дека до сега, барем не видовме дека имаме некој таков легитимитет, добиено врз основ на членство, а меѓутоа мораше да се исполнат тие законски норми, мораше на некој начин да имаме некоја институција што ќе го штити производител, а тоа се правеше на друг начин, ајде не спомнем за некој непопулистички начин, и затоа мора да најдеме некој подобар, по-адекватен начин како да имаме представници на тутунопроизводителите, меѓутоа кои ќе имат стварно легитимитет и кои ќе можат и ќе имат капацитет да се договарат со откупните компании. Ние сега во овој момент сме многу хендикепирани во тој дел, значи немаме капацитет да преговараме со откупните компании и откупните компании едноставно и по закон и по дефиниција има, значи, права да ги одредуваат цените. Сојузот во овој момент, значи, нема буквално никакви ингеренции, само има фигуративна улога. И тоа е едно поразително, затоа што ние сите сме пред законите, пред уставот сме равноправни, значи. А ние во овој момент сме дискриминирани. Вие дури најавувавте и предуставен да ги поднесете представка заради Ние како национална земјоделска мрежа секој сме за институционални решенија, не сме, значи, да одеме до крајности, меѓутоа ако има потреба, да, секој ќе се обратиме до Уставен суд и ќе бараме заштита на нашите права според закон и устав. Едно од барањата е да се добие можност крупнолисен тутун да се одгледува. Сме го имале ние во помали количини сепак, особено таму пелагониско, бидејќи па за него специфично треба сушари, што ги имаат сушарите од ченките, може да се користат. Зошто мислите дека би требало да се врати крупнолисниот? Македонија има, во минатото има и традиција да произведува и крупнолисен тутун, и тоа доста успешно и доста квалитетно. Еве сега ние сме сведоци дека откупните компании во најголем процент, значи, им требаат и тие крупнолисни тутуни. Зошто, например, кога има и почвено климатски услови во одредени микрорегиони да се одгледува, зошто да не се одгледува и крупнолисен?
Таму, например, каде што немаме добар квалитет за ситолисто, можеби ќе даде многу подобар квалитет за крупнолистите сорти. И тука ми сметаме дека добро би било да не се увезува Македонија крупнолистен тутун, него таму кај што постои интерес, кај што постои почнено климатски услови, да се отгледува, значи, и тај крупнолистен тутун. И тоа малку ќе се растерете, да речеме, турпроизводството во Македонија, односно, тие подрачи што не ни одговараат климатски почнено за одгледување за ситолисен тутун, ќе ни одговара за најверојатно за крупнолистен тутун. Мислам дека и помалку работно рака бара тој. Апсолутно. Поможе машински. Да, тоа може би повеќе фармерско одгледување, што може да речеме некој поголем. Ќе најдат интерес некој да се вклучат. Поголеми производители ќе се вклучат, ќе се организираат, ќе инвестират во тој дел и мислам дека ќе биде успешно и добро ќе биде и за државата и за туропроизводството. На крај на краиштата самите откупни компании, ако имаат интерес, ќе склучат договори, ако немаат, нема ни да склучува договори. Мора да биде врз основа на договор сега. Да, така. Го спомнавте сојузот на земјоделци, порано јас се сеќам пред 10-15 години, тој сојуз кога ќе одржаше состанок со сите представници, со сите тутунарски здруженија кои ќе тропнеа на маса, така треба да биде откупот, така било. Сега некако се сведоа сојузите на мала група на земјоделци. Често гледаме незадоволство од терен, а различни изјави од нивните представници. Треба ли тој сојуз некако да добие по-на имидж, по друг облик на организација, како да го кажем? Така. Наш предлог е следниот, значи. Пошто ние свесни сме дека не може да ги исполниме тие сегашни законски минимуми, што треба, значи 6000 потписа, да речеме, да се соберат, да се најде друг начин и форма да се формира еден сојуз кој ќе биде стварно функционален и кој ќе биде репрезентатив, вистински представник на тој производител. Затоа наш предлог ќе биде да се формира сојузо од здруженија кои работат во областа на земјоделието и да се објави некој конкурс, јавен конкурс од Министерството за земјоделие, каде ќе имат право да конкурираат сите земјоделски здруженија и врз основа на тоа да влезат во тој еден сојуз. Тука, де факто, тие да бидат, значи, во функција на тутунопроизводителите, а не во функција на другите социоекономски партнери. Но и законски да му даде поголеми ингеренции на тој сојуз. Значи, да истовремено во законот сакаме да се зголемат, значи, ингеренциите, правата ингеренциите на сојузот, а и одговорностите. Значи, сојузот мора да работи максимално транспарентно, да работи во интерес на тутунопроизводителите, така да буквално да ги штите правата на својот социоекономски партнер, на производители. На крај на краиштата зима сериозни пари тој сојузот. Апсолутно. Од секој продаден килограм тутун се одвојуваат за сојузот, тој има пари и за повереници и тоа се сериозни суми. Така. Значи сојузот да, финансиски има добра подлога, може да биде многу функционален, за жал гледаме како функционира. Не сакаме да навлемаме сега во работата на сојуз, меѓутоа овој начин на формирање на сојуз се покажа како несоодветен и де факто не ги штити правата на тутунопроизводителите. Мислам дека за тутунот ја исцрпевме темата. Кратко само ме интересира, вие ги следите состојбите и со една друга тема која што е доста актуелна, а тоа е оризот во Кочанско. Таму се најавуваше интервентен откуп, никако да почне, количини се натрупа, годината проблематична, ми се чини една од најпроблематичните најгодини која што највише им тежи, амбарите им се полни, цени откупни катастрофални, слушаме од 18 до 20 до 22-3 денара. До каде ќе се оди таму? Веќе е алармантна состојбата. Кои се вашите информации од терен? За жал таму се случува една парадоксална ситуација, значи самите проблеми потекна уште од пролетта, кога имавме касна сејдба, а тоа беше се дължеше на касното пуштање на водата, значи не се запазите оптимални рокови на сејдба и со самото тоа се случи една касна жетва, што не се памти во Кочанскиот регион, никош не се случило жетва да има до Нова година. И еве за жал се случи и дождови касниот период, така да луѓето едноставно не може да се соберат, значи таа реколта, или и тоа што го собра со прекомерна влага, имаат сериозни проблеми како да го сушат оризот, тоа им ствара дополнителни проблеми, дополнителен, значи трошок и таму е еден општ хаос. Да, во моментот се врши некој откуп за стокови резерви, цената е негде околу 37 денара, што е прифатлива за оризарите. Ама да е на некој начин, да е такво и за другите. Така, меѓутоа редовниот откуп што е кај комбинат, те со ниска откупни цени од 18 до 20 денара оризо арпа, а што не ги покрива ни производните трошоци. Сега, Министерството за земјоделие наводно испадна со некоја цена од 23 динара, што е апсолутно неприфатлива за нас. Затоа што минатата година имавме исто така од Министерството за земјоделие со 27 динара производна цена и сега ние не гледаме апсолутно никаде од каде дојде таа цена 23 динара, значи.
кога сме свесни дека трошоците растат. Оваа година имавме ворна година, каде реколтата ни теже многу помалку, за разлика од минатата година по единица површина. Како се добине тие не е јасно и тоа ќе бараме на писмен одговор на Министерството за земјоделие да ни каже значи која е официјалната производна цена на килограм борис, односно која е методологија, да ни даде методологијата по кој основ е преутврдена таа производна цена. Во овој момент имаме во Корчани имаме буквално еден застој на откупо, буквално застој имаме, луѓето се исплашени за својата екзистенција, веќе се доближува и прагот за нова сејдба, треба да се припремат така површините за нова. Меѓутоа на залика имаме се уште ние ориз од минатата година, ова година, а еве веќе сме на прагу и нова производна година и таму треба државата сериозно да се застапе и да застане зад оризарите, пошто ние сме свесни, знаеме дека оризот е стратешка култура и државата по закон е задолжена значи да го решава проблемот. Сега има некои најави за разговори, ќе видиме како ќе се одвиват во ресорното министерство, можеби и повисоко. Ќе ги следиме работите, ние транспарентно значи ќе учествуваме во сите процеси и ќе бараме значи институционални решенија. Тура, ако се воведе субвенција, ќе го реши ли проблемот? Само субвенцијата. Може ли само со нека надополнена разлика? Мислам дека треба на повеќе фронтови да се бие битката таму, и на откуп, и на пласман, и на извоз. Значи, ние не можеме да ги решиме со парцијални решенија, ние можеме да ги решиме проблеми само со системски решенија. Затоа треба сериозни разговори, да се седнат сите, значи засегнати страни, да седнат, да разговарат и да се барат најоптимално прифатливи решенија. Вака само со гасење пожари ние апсолутно нема да постигнеме ништо. И затоа час поскоро треба Министерството, па и владата, да се вклучи во целиот процес и максимално да бидат заштитени оризопроизводителите. Бидејќи ние сме свесни дека оризот како стратешка култура е многу битна за како за државата, така и за целиот Кочански регион, каде остваруваат некаде околу 3000 семејства екзистенција од оризопроизводство. Како коментирате кусо само програмата за субвенции за 2026-та, во подготовка е, некако не видовме сите дека се вклучени, сумата одекна многу лошо кај земјоделците? За жал ние не бевме поканети, од која причина тоа не можеме да го коментираме, тоа треба да си даде одговор организатор. Значи, како национална земјоделска мрежа не бивме ни повикани, нити консултирани, нити можевме да си ги искажеме нашите ставови во однос на предлог програмата. Сега. Од неофицијални информации што ги добивме, сумата останува на ламинатно годишното ниво, што сметаме дека нема да продуцира буквално никаков развој во земјоделието, односно ќе предизвика понатамошна стагнација. Особено ако земеме во околината колку се подкрена субвенциите. Еве ќе кажеме само чисто паралела да направиме на споредба со Србија. Србија има да речеме некоја буџет, национален буџет од 12 милиарди евра, кај нас буџетот се зближат приближно 6,7 или скоро 7 милиарди. И Србија има негде околу милиарда евра ова година планирани, проектирани, значи средства за субвенции за земјоделието, односно тоа е негде околу 8% од вкупно националниот буџет. Македонија, за жал, според таа програма, имаме само 2% или околу 140 милиона евра. Самото тоа кажува колку ние како држава делуваме за развој на земјоделието. И тоа се едни политики што нема да продуцират никаков развој. Ќе се одрази и на конкурентноста на реците, на крајните производи. Гледаме. Полесно ќе ни го преземаат пазарот, полесно ќе ни влегуваат на нашиот пазар тие производи ни. Па еве, политиките ги гледаме и на терен, значи ги гледаме и по пазарите, гледаме во маркетите. Ние веќе преку 90% имаме увоз за храна. Проблемот не е во цените, проблемот е каква храна јадеме ние, значи. Ние многу пати сме актуализирали, сме во јавноста алармирале дека ние јадеме непроверена храна. Значи прашање е тука колку капацитет имат институциите да одговорат на квалитетот на храната. Не дека тие не се работат, меѓутоа не постои физичка можност тие институции значи да исконтролираат целата таа храна што влегува во Македонија. За разлика од тоа, ние во Македонија имаме многу поголема контрола и многу побезбедна храна за населението. Кога е домашно произведено? Апсолутно. Тоа самите потребувачи, значи конзуметите можат да го потврдат со претходното искуство. А субвенциите играат голема улога дали ќе има производство или ќе нема. Тоа го видовме изминативе години и ако продолжи ваквото ниско ниво на субвенции, само надоле ќе идат бројките во земјоделството, место нагоре. Државата мора во тој дел сериозно да се размисли и сериозно да преземе мерки, затоа што нити една држава, без разлика колку и да е економски моќна, не може да остане без собствено производство на храна, енергенси. Така да Македонија и како треба да се замисли во тој проблем. Затоа што ако овака се продолжи со овие политики, мислам се погубни за нас и како нација и како народ.
И тука некаде е крајот на денешната емисија, ви благодариме за вниманието. Бидете со нас повторно за 7 дена. До тогаш имајте пријатна неделна попладне.